Нострадамус предвидува што не очекува за 2022 година. Во 1555 година Мишел де Нострадам, попознат како едноставно Нострадамус, ја објавил својата книга Пророштва. Книгата, која содржи 942 поетски катрени, наводно ја предскажал иднината. Познатиот астролог е заслужен за предвидување на многу работи, од подемот на Хитлер до пукањето на Џон Кенеди. Без разлика дали сте верник или скептик, не може да се негира дека имало морничави корелации помеѓу предвидувањата на Нострадамус и главните и историски настани. Но што е со иднината што допрва доаѓа? Еве само неколку од предвидувањата на Нострадамус на кои треба да внимаваме во 2022 година. 2021 година беше напорна година за предвидувањата на Нострадамус, но она што беше во првите редови на предвидувањата во последните неколку години е заканато од удар на астероид на Земјата. Без разлика дали станува збор за мал дожд од метеори или катастрофален настан на ниво на изумирање. Нострадамус се осврна на гледам оган дека ќе падне од небото. Во 2021 година Земјата имаше речиси промашување со астероидот 2021 ГВ4. Астероидот со димензии 4,5 метри не представуваше голема закана, бидејќи неверојатно би се распаднал на помали парчиња откако ќе удри во атмосферата на Земјата. Следното речиси промашување според НАСА треба да дојде некаде околу 2029 година. Па што значи ова за предвидувањата на Нострадамус? Додека многумина толкуваат дека пожарот што врне од небото може да предвидува астрална закана, дали можеби тоа е нешто многу повеќе направено од човекот, наречено војна. Инвазија на Франција. Многу е тешко да се одредат точните датуми со предвидувањата на Нострадамус, бидејќи тие се засноваат на астролошки движења. Како и да е, она што може да се намали за да може да се очекува во 2022 година е предвидувањето дека војната ќе стигне до Европа. Инвазија на Франција од закана од исток е тема која се повторува низ предвидувањата на Нострадамус, но се шпекулира дека следното предвидување се однесува на пролетта 2022 година. Со зборовите сината глава ќе биде бела, штета во големи размери, слично како и сите предвидувања на Нострадамус. Тоа е прекрасно нејасно. Дали ова предвидување може да алудира на избувнување на Трета светска војна? Инфлација и глад. Друга остра можност на која предвидува Нострадамус е зголемувањето на цените во економијата што пропаѓа. Нострадамус изјавил: нема игумени, монаси, искушеници за учење. Медот ќе чини многу повеќе. Толку висока цена на пченицата, неговиот ближен да јаде во својот очај. Политичката нестабилност, Брекзит и светска пандемија придонесоа за бум на инфлацијата во последниве години. Но дали Нострадамус го предвиде движењето или пометафорично треба да се свати? Како и да е, може безбедно да се претпостави дека тој ни велеше да не се чудиме ако 2022 година е година во која инфлацијата и гладот доведуваат до бунт. Глобално затоплување. Можеби не е изненадување со оглед на климата во изминатите неколку години, но зголемувањето на температурата на морето беше нешто што Нострадамус го предвиде во 1555 година. Како сонцето ќе го загрее сјајното море, живите риби на морето само ќе зовриат. Полугладните ќе бидат локалното население. Со зголемувањето на глобалните температури, зголемувањето на нивото на морето, компликациите во синџирот на исхрана кои веќе почнаа да стануваат очигледни, дали 2022 година ќе биде година кога температурите ќе достигнат точка на прекршување. Можеби рибите нема да зовриат во морето, но веќе сме сведоци на настани на нивно, на масовно истребување, што се случува низ целиот свет.
Смртта на коралните гребени, десеткувањето на природните живеалишта и намалувањето на бројот на рибите на глобално ниво би можеле да бидат предупредувачки знак дека предвидувањата на Нострадамус за зовриените мориња и гладните популации се веднаш задагулат. Подемот на вештачка интелигенција. Технологијата еволуираше толку многу во последните неколку децении, што е тешко да се предвиди каков развој ќе биде направен за една година. Ова го прави уште поимпресивно што Нострадамус се појави да постави хипотеза за вештачка интелигенција пред речиси 5 века. Вештачката интелигенција може да се движи од паметни звучници и предвидувачки текст до препознавање на лица и самоуправувачки автомобили. Многу експерти издадоа предупредувања за импликациите од преголемото подпирање на технологијата, особено кога станува збор за роботите. Нострадамус беше пред оваа крива со својот опис на бесмртни ученици